Русиново се подготвува за досега најголема прослава на патрониот празник Света Тројца. Организациониот одбор е активен повеќе од еден месец, а на нозе во очи големиот ден се свита од 7 до 77 години. Подготовките околу организацијата на овој настан траат подолго време, околу можеби еден месец да траат. Од припреми за фудбалот, па за да се најдат екстрадни уметници. Сето тоа трае околу еден месец, пошто планираме да биде малку поголема забава и мора да биде организацијата на повисоко ниво. Што годинава предвидува празничната програма и кога таа ќе започне? Во четврток ќе имаме сега за прв пат оваа година вечерен турнир. Надпреварите ќе се одржуваат вечер, почнувајќи од 18 часот па се до полноќ. Тоа е во четврток, исто и во петок ќе биде вечерен турнир. После имаме во сабота општо народно веселба, на која ќе не веселат екстрадни уметници, ќе имаме богата програма, ќе биде мандолинскиот оркестар од село Русиново од Никола Петров Русински од школото, кој пред малце освои прво место во државата, што значи една врвна квалитетна музика ќе имаме. Сега во недела ќе се одигра финалето од четвртокот и петокот. Околу турнирот, значи треба да спомнеме дека првата награда ќе биде 70.000 денари, втората награда ќе биде 35.000 денара и третата ќе биде 15. Ќе биде богата програма. Освен за Русиново, овој ден е голем и за жителите од целиот тој дел на Малешевијата. Од каде се очекувате гости? Ние имаме гости од цела Македонија да ни доаѓаат. Сега ги очекуваме нашите русинци да ни дојдат од Швајцарија, Германија, од секаде, од ширум светот, од Америка. Пред се добра организација е и се надаме на многу квалитетна и добра забава. Русиново е најголемото рурално населено место во Малешевијата, а одбележувањето на Света Тројца е долга традиција. По кажување од постарите, значи датира многу одамна. Може би да датира и од претходниот века, може би и претходно. Неам точен податок, ама важно, јас од кога памтам, едно 40-50 години се одржува и на солидно ниво секоја година. Сега оваа година планираме нешто посебно.